Денеска православната црква ги прославува светите маченици Хрисант и Дарија и други со нив, и светиот маченик Панхарий. Светите маченици Хрисант и Дарија и други со нив. Овој Хрисант бил единец син на некој голем бољар Полемиј, кој се преселил од Александрија во Рим. Како син на богати родители, Хрисант ги изучил сите светски училишта, имајќи ги најучените луѓе за учители. Но светската мудрост го збунила и го оставила во неизвестност. Што е или поточно кој е вистината? И тој тагувал поради тоа. Но Бог, кој за сите и за се промислува, ја ублажил неговата тага. До раката на младиот Хрисант дошло напишаното Евангелие и делата апостолски. Проучувајќи го тоа, Хрисант бил осветлен со вистината, но тој сакал учител и го нашол во лицето на некој свештеник Карпофор, кој го поучил и го крстил. Но тоа не му се допаднало на неговиот татко, кој се обидел и да го одврати од верата Христова. Не успевајќи во тоа, лошиот татко најпрво сакал да го разврати, затворајќи го сам во бесрамни жени. Но Хрисант се победил самиот себе и во тоа и се одржал во чистотата. Тогаш татко му го приморал да се ожени со незнабожечката девојка Дарија. Но Хрисант ја посоветувал Дарија и таа да ја прими Христовата вера и да живеат како брат и сестра, иако привидно во брак. Кога му умрел таткото, Хрисант почнал слободно да го исповеда Христа и да живее христијански и тој и сиот негов дом. Во времето на царот Нумеријан и тој и Дарија биле страшно мачени за верата, но и самиот маченик Клавдиј, увидувајќи ја стрпливоста на овие чесни маченици и чудата што се пројавувале при нивното мачење, ја примил верата Христова со целиот свој дом. Затоа и Клавдиј бил удавен во вода. Обата сина исечени, а жена му на губилиштето, прочитувајќи молитва, издивнала. Дарија толку била истрајна во маките, што незнабожците викале: Дарија е богиња. Најпосле било наредено Хрисант и Дарија да бидат затрупани со камења во еден длабок ров. На тоа место подоцна била подигната црква. Близу до тој ров имало една пештера во која еднаш се собрале христијани на молитва и причест во спомен на светите маченици Хрисант и Дарија. Дознавајќи за ова, незнабожците навалиле и ја затвориле пештерата и со таква смрт ги отерале тие христијани од овој во подобриот свет, каде што Христос Господ царува во вечноста. Овие славни маченици, Хрисант и Дарија и останатите со нив, меѓу кои свештеникот Диодор и ѓаконот Маријан, пострадале за Христа во Рим во 283 и 284 година.
Светиот маченик Панхари, родум од Вилапата во Германија, бил висок службеник на дворот на царевите Диоклецијан и Максимијан. Прво се одрекол од Христа, но посоветуван од мајка си и сестра си, се повратил во верата Христова и за неа загинал во 302 година. Поуки од светите отци. Оној што верува дека ништо не се случува без Божјата промисла која управува со светот, се чувствува добро, слободно и спокојно, оставајќи му на Бога да го направи она за што тој немал сила. Митрополит Антони Блум.